На крајниот западен и северозападен дел од Македонија се издига Корапскиот планински масив. Погледот во тој правец од преубавите мавровски простори создава чувство на восхит. Тоа го прават неговите највисоки точки и стрмните планински страни. Овој масив е составен од неколку планини. Тие, како меридијан, се надоврзуваат една на друга од север кон југ. Тоа се Кораб, Дешат и Крчин. Оние што ги предизвикал Кораб да ги минат неговите пади, ако поаѓаат од север, задолжително ќе треба да минат на граничниот премин Стрезимир. Еве, како што тоа го правиме и ние. Само планината Кораб зафаќа простор во должина од 26 километри. Нејзината северна почетна точка е тромеѓето меѓу Република Македонија, Сојузна Република Југославија и Република Албанија. Тоа е врвот Шерупа. Висок е 2092 метри. Се издига над сиот овој простор, познат како Пројжаба. Тука завршува Шарскиот, а започнува Корапскиот планински масив. Или тоа е нивниот спој. Во долината Пројжаба започнуваат основните, можеби најважни карактеристики на Кораб. Рекичкава, змиулесто извиткана во својот тек, е Црнкамен. Тоа всушност е горниот тек на реката Радика. Ова е почетокот на македонската речна убавица. Науката вели дека затоа што нејзиното дно тука е зарамнето, меандрира течејки. Радика е како магнет за сите водотеци на планината. Сите тие, каде и да извираат, во кој правец да се движат, пак се вливаат во неа. Долго се зборува дека овде ќе биде изградена брана. Од водите на Црнкамен и од сите други води кои во текот на годината се слеваат, ќе се создаде акумулација. Колку убаво би било дополнето богатство во што го создала природата. И тоа тука, во извориштето на убавата река Радика. Луѓето одовде велат дека водата на Радика е заслужна за познатите пасишта на овие терени. Со нив се согласуваат и оние ретки посетители на Кораб, научните работници. И едните и другите велат дека тревата на овие предели е најсочна и најбогата со хранливи материи и минерали. Од нив доаѓа оној висок квалитет на млекото, сирењето, кашкавалот. За оваа стока би можело да се рече дека е привилегирана. Пасе од најубавата трева што би можела да се замисли. А ова над нив е Божина планина. Во сите времења наназад, кога стока за напасување имало во голем број, постоел надпревар за тоа кој ќе ги добие овие питоми, тревнати терени за напасување на своите стада. Кој повеќе ќе плати се наддавале сточарите од Габрово, Трница и Галичник. А сега, оваа крупна стока пасе каде што и се допаѓа и колку што и се јаде.
не знае ни да ја цени маката на своите предци. Пројжаба е питома долина. Незините падини се со благ наклон. Но од дивината на кораб, дури и тука има знаци. Тоа се овие камења. Се најдуваме на дното од долината на реката Радика, на местото каде што реката Радика ја прима својата десна притока убав поток. На ова место дојдува до спојување помеѓу главниот ледник кој доаѓа од Шар планина и споредниот ледник кој доаѓа под долината на убав поток. Овој карпести блок представува морена која е обработена од страна на преку триење на повеќе карпести блокови под дното или страните на мразникот и како таква, таа датира повеќе од околу 1.000.000 години. Неја снесувале мразниците од поголемите височини, од кои на ова место се спојуваат, како што рековме, главниот ледник и споредниот ледник по долината на реката Убав поток што доаѓа. Се ближи вечерина. Започнува убавото летно попладневно студенило, она типично планинско. Веќе е пријатно за пешачење и за одмор. Душко и професорот добро го познаваат теренов. Велат, во овој дел од денот, овде често се среќава дива коза и мечка. Но ако излезе, за да ја снимиме на крајната падина од кораб, ќе треба да се префрлиме на падината од местноста Аџина река. Таа е крајна шарска падина. Движејќи се кон неа, најдуваме на еден посебно убав предел. Тоа е оваа шума. Во неа се забележува присуство на смрча. Таа е една од реткостите што се среќаваат во вегетацијата на кораб. Ова е најјужната точка на европскиот континент, каде што се сретнува. Овде е во мешана шума. Ја придружуваат ела, бреза, јавор, црешна и некои други видови. Вакви мешани шуми најмногу се среќаваат во долините на реките Длабока, Жировничка и Штировица. Брзо продолживме кон чеката. Пред зајдисонце се појавија 3 дивокози. Тоа е едно мало семејство. Коза, јаре и мажјак. Седалото им е тука, во Карпине. Пасат до стемнување. Потоа се прибираат. Утре, пред изгрејсонце, пак ќе излезат за доручек. Додека јарето не се осамостои, не го менуваат седалото. Токму тука е и патеката на мечката.
ја чекаме. Немаме среќа. Но во овие предели каде и да дојдете не е залудно. Се симнавме додолу, до Аџина река. За едно посебно доживување пред да се изгубат и последните сончеви зраци од овој ден. Дека водата се пие, дека е лесна и студена, не е нешто посебно. На планинава сите течни води се такви. Но растенијата покрај неа зачудуваат. Например, ова со големи велисија го викаат лопушка. Крај Аџина река е Џиновска. Но за денес толку. Ќе не стемне. Утредента сме над реката Штировица на 1450 метри. Незината долина ја создал мразник. Се оформил, речиси, на врвот, кај голема корабска врата. Се движел по стрмните страни од планината, оставал траги. Носел со себе разновиден материјал. Една од тие творевини е и долинава, а раздробениот камен на незиното дно е дел од тоа што го донел до овде. Тоа е плавина. Сето тоа се случувало како планинска глацијација. Потекнува од плеистоценот. Овој вид живот и растање на карпите и природата се случувало за повеќе од 1 милион години. А тоа е само мал дел од незината вечност. Се движиме кон бачилото Кјуселија на 1740 метри. На неколку стотини метри пред него дело на волкот. Ја задавил овцата, ја донел доттука надвор од бачилото и го изел тоа што му се бендисало. Ова го оставил како доказ. Освен волк, од крволочните диви животни овде се сретнуваат и мечка, рис и лисица. Покрај нив има дива мачка, куна и верверица. Малку здивнавме во бачилото и продолживме угоре. А стрмнината тешка. Овие диви гулаби се одмараа во долчето крај неа и нас не одморија. Продолживме. 2000 метри надморска височина. Во далечината орли. На кораб има и други грабливи птици. Јастреб, ветрушка, црна врана. Од другите птици, покрај дивите гулаби при подолг престој може да се сретнат голем тетреб, еребица камењерка и некои други. Од 1450 метри, па се до највисоката точка од планината, речиси постојано газиме по пасишта. Освен сочната трева, растат и многубројни други растенија, вообичаени и ретки. Ова се вика чемер. Се уште го има често на кораб, но тоа е растение што изумира. Кај него има една чудна појава. Очевидци кажуваат дека дури и на вакви височини го напаѓа компировата златица. Има уште голем број разнобојни цветови. Покрај овој, што го придружува и го разубавува чемерот, на падините газиме врз боровинки, мајчина душица, глуварче, па и врз салепот. На оваа падина, пред прецизно измерената кота 2107, избројавме 14 различни нијанси на бои од цветови. Ова е таа кота. Од неа се отвара поглед на голема корабска врата. Таму височината е 2062 метра. Тоа е токму она место
каде што се соединуваат зелената коса падина и голата карпеста стрмнина. Одовде започнал да се движи мразникот. Ова е неговиот прв валов што го создал. Потоа, својот пат го продолжил се до вливот на река Радика. А над сета околина доминира голем кораб со 2753 метри. На ова место особено се силни ветровите. Постојано дуваат. Преку ден се топли. Дуваат оздола кон врвот. Преку ноќ обратно. Од озгора, удолу и студени се. Ги донесуваат или однесуваат дождовите или снеговите. Со силата што ја носат со себе, покрај се влијаат и врз создавањето разни форми на карпите. Тоа е таа еолска ерозија. Тие се виновни и за тоа што во средината од летото овде има снег. Во овие заветрини ветровите го донеле снегот од некое друго место. Така, тој му пркоси и на летното сонце. Кораб е вистинска лабораторија на природата. Каде и да погледнете, ќе најдете остатоци од движењето и животот на природата од времињата наназад до денес. Големата корабска врата е пример за соединување на стариот планински масив со своите благи падини и голите карпести предели од младите планини. А нивната возраст се мери со повеќе милиони години. Се најдуваме под врвот Црна чука, во северниот дел на кораб, на местото во некогашниот цирк. Цирковите представуваат амфитеатрални форми во релјефот кои настануваат под дејство на делувањето на мразниците. Како такви се сочувале од времето на плеистоцената глацијација до денес и нив ги среќаваме под врвовите или по страните на речните долини во вид на вакви форми. Овој цирк, значи, ги има покрај циркот, се сретнува и моренскиот материјал кој е расфрлан по страните и по дното на циркот, а во непосредна близина кај нас се најдува циркниот прак, каде што мразникот поминува и се спушта према долината на реката Штировица. Се движиме удолу по стрмнината. Јужно од големата корабска врата наидуваме на карпи кои се разликуваат од околните. Силно се испукани и избраздени. Како лице на старец постар од 80 години. А карпава своите брчки ги добила за 3 или 5 милиони години. Времето од кога таа потекнува е Девон. Се викаат карбонатни шкрилци или плочести мермери. Ваквиот лик им го извајале различните врнежи, температури, ветровите, времето. Тука, во пукнатиниве, имаат легло и змиите. Еве остаток. Пролет е време кога ја преслекуваат кожата. Ова била шарка или шаркан. Шарката живее до 2000 метри, а шарканот над таа височина. Своите младенчиња ги раѓа живи, не полага јајца.
се спуштаме. Уште малку ќе се одмориме. Веќе сме во местноста Беланджа. Еве го и бачилото. Живописно е. Како оние од старите времења. Надморската височина е околу 1800 метри. Струја нема. Затоа младиве момчиња се жалат на мачниот живот. И Шакир. Иако има само 21 или 22 години, тој е бач. Се чини најмладиот од сите бачови на планинава. Овде гостите се реткост. Ги почестивме со тоа што го нема тука. Тие пак нас со нивниот производ. Вчера да беште вие дошли, вчера овде мечка испадна из ова карпина, она тука е дупкана. Тука навака према овие карпите, испод овој сочит, пред овие шумини, пред овие две дрвца, навака нас мрекене замина тамо, право отиде у шума. Да се дошли вчера, лепо би ја снимале. Овде, овца, синоќ зеде една овца од овде, одма проко река навака, исто замина овде спротив рекана. Ево овде нема, еве, 5 метара нема, 10. Ја зема овцата, ја раздра. Тамо, вамо, куќена, доста трча тамо, вамо, маđабе сила велика. Велика сила. Патот кон Кобилино поле, за да се симнеме кон долината на Длабока река, го продолжуваме утредента. Наидуваме на посебно интересни остатоци од движењето на мразникот. Ова огромна просторија е негов валов. Ние снимаме од околу 2000 метри на врвот од неговата десна долинска страна. Неговото дно е 200 метри пониско. Таму е и едно од многуте глацијални корабски езера. Ги има постојани, времени, периодични. Тоа се наоѓа на уште една корабска карактеристика – висечка долина. Над горната страна од валовот уште еден зачудувачки настан од животот на почвата. Тука се сретнале два различни планински масива по старост. Мермерниот старец од времето на Девон и како момче во развој младите флишни седименти од јурско време. При тоа се случува необично движење. Стариот масив се навлекува врз младиот, наместо обратно, како што е вообичаено. Тоа е необичната сенечка навлака на кораб. Веќе врне без престан. Ветерот и дождот не принудија да се вратиме. Кога стасавме пак до бачилото Беланджа, таму пред нас веќе беа група планинари. Тоа се членови на планинарското друштво Бистра од Гостивар. Само што се видовме, продолжија. Рекоа дека доаѓаат од врвот, оној што го видовме во маглите. Свртуваме од другата страна на планината. Тоа е од пределот на кањонот Барич. Со возило најдалеку се стасува до селото Танушеј. Живее со 20 куќи.
стотина се напуштени. Сместено е под врвот Спасенов рид со 2002 метра. А зад него Кабаш, висок 2391 метар. Рибничка река. Се движиме узводно. Вегетацијата е повеќе од бујна. Цвеќево се вика оман. Погледнете, со човечки бои. Одсекот на Рибнички кањон е од тенкоплочест варовник. Има повеќе пештерски отвори, не се проучени. Овие се тенкоплочести јурски варовници, кои се доста набрани и тектонски испокршени под влијание на тектонските движења кои се обавили на овој простор. Овие карпесни маси се најдобро изразени на просторот во долината на реката Рибница. На излезот од кањонот на Рибничка река водопад. Импресионира тоа што го направила водата со ерозија од повеќе милиони години. Се враќаме во главната база. Мавровки на Бодел во Маврово. А пред крајот на денот уште еден одмор меѓу убавините. Местово е Состав. Тука длабока река се влива во Рибничка. Страните на кањонот на длабока река се повисоки од 150 метри. Утредента пак сме на Кобилино поле. Сите околни врвови јасно се гледаат. Следејќи ги со полукружен поглед од овие 2340 метри, стекнувате впечаток како да се наоѓате во некое огромно човечко забало од долната вилица. А погледот удолу, кон долината на длабока река, не може долго да издржи. Длабочината ве зема кон својот понор. Денес се симнуваме во него. Ова е дното на еден цирк кој се формирал на Кобилино поле под врвот Голем кораб. Под дното на овој цирк се наоѓа расфрлен моренски материјал, чии димензии на морените се со огромни размери, кои достигнуваат големина и по неколку стотина метри. Како, например, што е оваа морена или овие соседни морени кои се најдуваат во непосредна близина на овој цирк. Моренскиот материјал е несортиран, расфрлен под дното на циркот и негово основа го сочинува распаднати варовници и други шпилци кои се довлечени од непосредната околина на овој цирк.
Некаде кон почетокот на мала корабска врата не пречекуваат повеќе овчарски чувари, шерпланинци. И овчарите се тука. Звукот на кавалот го слушнавме уште оддалеку. Тој звук и песната се пренесуваат во домот на овчарот. Тој овде долго е сам. Сака да ги види сите дома и од селото. Тажен е. Сепак останува тука во планината со овците. Неговата песна ги минува сите далечини. На симнување кон длабока река ќе забележите водопад од левата страна. Висок е 138 метри. Во овој дел од годината, средината на јули, има малку вода. Неофицијално најголем е на Балканот. Коритото е суво, но вода добива од двете нејзини леви притоки. Целиот нејзин тек е величенствен. Изнудува возбуда. Во Нистрово сме. Неговите жители главно се занимаваат со сточарење, малку и со градењарство. Од спротивната страна е Бибајски чам. Шумата велат е полна со мечка, дива свиња, рис, срна, волк, лисица, елен. Долу минува длабока река. Од длабочината доаѓа нејзиното вечно бучење. Конечно стасавме до Жировничките водопади, на целото се. На 1300 метри надморска височина. Најголемиот од сите водопади е овој, 9 метри и 80 сантиметри. Удолу во низ се уште 12, пред него само еден. Токму овде завршува кораб. Всушност, тука започнува дешат.